Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на отвореното спортско студио на телевизија Нова. Темата е фудбал, Центарот за едукација на тренери и тренерска организација при Фудбалската федерација на Македонија има еден убав юбилеј, 15 години од организацијата на првиот семинар за тренери, па затоа утре и задутре ќе се одржи семинар на оваа тема. Тоа е поводот во студиото на телевизија Нова да гостуваат Небојша Марковски, директор на Центарот за едукација при ФФМ. Добро вечер. Добро вечер. Марио Ѓурчиновски, координатор во Центарот и секретар во тренерската организација. Добро вечер. И Ѓоре Јовановски, поранешен фудбалски тренер и актуелен, ако може да се каже, и председател на тренерската организација во Фудбалската федерација на Македонија. Напоменав на почетокот, Небојша, еден убав настан, форум на тренери, што значи тоа? Најнапред поздрав до гледачите на ТВ Нова. Така, како што кажавте, значи се случува еден голем настан за Фудбалската федерација на Македонија и Центарот за едукација на тренери, што е под капата, под чадорот на Фудбалската федерација на Македонија и под чадорот на УЕФА. Значи се работи за еден изузетно за нас голем настан, тоа е 15 години постоење од почетокот на едукацијата по програма на УЕФА до ден денешен 15 години го работиме тоа, веќе дојдовме до сите три нивоа, ги поминавме УЕФА Б, УЕФА Про и навистина ова е еден убав момент да го обележиме и од тие причини во понеделник и вторник ќе биде токму тоа главна тема за нас. Ѓоре, се извинувам, Небојша, вие сте тренер подолго време и поранешен фудбалер, веројатно и за вас има специјално значење еден ваков настан 15 години. Па сигурно дека не е мал јубилеј, иако имало и постари многу јубилеи, но јас секогаш во своите изјави, своите интервјуи кажувам дека најдоброто нешто на македонскиот фудбал, да речем, од стручна гледна точка, тоа е точно отворување на овој едукативен центар, затоа што едно е да се биде фудбалер, друго е да се биде тренер. Разликата е огромна, што значи дека во оној момент кога веќе ќе престанете да играте фудбал, веќе доаѓа друго поле, друго размислување. Кога сте играле фудбал, вие сте размислувале само за еден, сега размислувате за сите фудбалери. И мислам дека овој јубилеј е за одбележување и во контекст на тоа што веќе во утрешниот и во вторник ќе се одржи и овој форум или семинар на фудбалски тренери. Марио, наистина еден настан кој вреди да добие соодветно внимание. Да, во потполност се слагам и затоа и овој настан го организираме на едно малку повисоко ниво од претходните. Вреди да се спомене дека овој настан се поклопува и со нашата редовна годишна активност за доедукација на тренерите, која според конвенцијата на УЕФА е задолжителна. И го одложивме малку одржувањето, требаше малку порано, но бевме заинтересирани да направиме форум, односно семинар, на кој ќе имаме врвни предавачи и на кој ќе имаме теми актуелни кои на нашите тренери им се потребни. 15 години од почеток на едукација по УЕФА тренерска конвенција од оваа гледна точка изгледа многу, меѓутоа помена, можеби ќе се сложи и директорот, помена многу брзо и се надеваме дека и наредните 15 ќе бидат овака успешни како овие. Небојша, велиме овде 15 години, претходно имаше ли вакви семинари за тренери? Да. Да не ги заборавиме оние што пред нас тоа го работеле. Имало семинари, сигурно и тука би ги спомнал, значи, една генерација која што тоа го работеше за потребите на Фудбалската федерација на Македонија, Часлав Божиновски, Иви Игњатовски, Ванчо Трпевски, Добре Димовски и една плејада на луѓе кои што навистина вложуваа многу во едукацијата во тој период, меѓутоа во рамките на Македонија и можностите кои што тогаш ги имале, нели? Дотокот на информации и така натаму. Денес е малку тоа другачие, можноста за нови информации е многу поголема затоа што контактите со УЕФА се на едно многу високо ниво
учество на семинари меѓународни, посета на странски предавачи кај нас од овој тип и така натаму. Така да, можеби и самата диплома, значењето на тогашната диплома и сегашната диплома, можеби тука е суштинската разлика. Тие дипломи во тој период важеле во рамките на Македонија или на некогашна Југославија. Денес е сосема друга приказката, затоа што ова е единствена конвенција на УЕФА во делот на едукацијата, каде што се 55 земји членки потписнички на таа конвенција и во сите тие земји дипломата на било кое ниво што ќе добие тренерот, дали е тоа почетното Б, напредното А или на највисокото ПРО, важи во сите тие земји, а од 2006 година заеднички собир имаше во Берлин, заеднички собир на ФИФА и УЕФА, представници, се потпиша конвенција каде што за меѓусебно признавање на тренерските квалификации, така да од таа година дипломата која што го има логото на УЕФА и матичната федерација, сем земјите членки од Европа важи во цел свет и обратно. Значи, логото на ФИФА, дипломите, кои што се еквивалент на нашите на УЕФА, признаени се во Европа. Така да, со еден збор, практично тренерите добиваат диплома која што е без граници, секаде. Ѓоре, колку е важно да се стигне до една ваква диплома? Вие сте и поранешен селектор, тренер, имате едно огромно искуство и како играч и во тренерските води, ако може да се каже, во оваа струка. Колку е важно да се стигне до една ваква диплома преку осознавање и добивање на нови информации преку семинарите? Видете вака, да разграничиме, значи, услов за да работите во врвен клуб, во врвен професионален клуб, треба да имате таа диплома. Но не значи дека ако веќе сте добили и највисоката продиплома, дека утре други ден ќе бидете и добар тренер. Далеко од тоа. Што значи дека еден од условите мора да има да поседувате таа продиплома и што на некој начин за нас тренери по Македонија се отвора врата скоро во цел свет, кај сакате може да работите. Но ако не ги пратите, не го пратите фудбалот, затоа што фудбалот што бил во минатото, да не кажам вчера, не е исти денеска, нема да биде ни утре. И ако не ги пратите тие модерни трендови, да не кажам, сигурно дека дипломата може да слободно да земете да ставите во што се вика на страна. Од едноставна причина, тоа што го кажувам затоа што и логото на ФИФА, фудбалот е уметност. Значи кога ќе гледате на Роналдо и на Меси, да не речем како игра, тоа веќе е уметност и логото на ФИФА, фудбал и сарт е уметност, но тренингот тоа е веќе висока наука, каде што многу, да не кажам, делови од науката се вклопени, да не кажам само од фудбалскиот дел, тука е физиологија, психологија, педагогија и така натаму и така натаму. Така да, пак ќе повторам, услов е да се добие диплома, но не значи ако сте добили диплома дека веќе вие сте завршили работа и сте добар тренер. Колку е, Марио, тешко да се организира еден ваков настан? Вие сте и координатор, меѓутоа сте и човек кој е директно вклучен во оваа работа, ки има и представници на УЕФА на овој семинар. Па во принцип е комплексна организација и бара време и посветеност, бара и ангажман. Меѓутоа, јас веќе 15 години работам во делот на едукација на тренери и тренерска организација, така да мислам дека во овој момент не ми представува некој поголем проблем за организација, со оглед на тоа што имам одлични колеги за соработка. Местото каде што го одржуваме настанот во хотел Александар Палас е исто така изверзиран за вакви настани, не е проблем. Настанот е од високо ниво, затоа што за прв пат во Македонија доаѓа директорот на едукација на УЕФА, Франк Лудов, ни доаѓа техничкиот директор на Фудбалска федерација на Хрватска, претходно технички директор на Динамо Загреб, од каде што во Европа излегува најголем број на млади талентирани играчи, Ромео Јозак, и точно тој ќе има презентација на тоа како во Хрватска се развиваат младите талентирани фудбалери. И ни доаѓа Мика Пателаинен, поранешен селектор на Финска и Шкотска со преку 600 настапи во Глазгов и фински клубови. Така да настанот ќе биде изузетен, ние сме многу посветени на организација на тој настан и мислам дека тренерите
ќе имаат можност да видат еден добар форум, со тоа што на првиот ден гостин ќе ни биде и нашиот селектор на U21 репрезентација Благоја Милевски, кој ќе има презентација на тема патот до Полска, да видат тренерите како се стига на едно европско. Ве рековте 15 години сте вклучени во ова од самиот почеток. Колку тренери минале низ овој центар за едукација на Фудбалската федерација? 2002 година, во периодот од јануари до март, беше првиот семинар за УЕФА-Б диплома, но подготовките, ке се сети професорот, почна многу порано и бевме вклучени и во тие активности. Во периодот од 2002 до денеска, официјално 702 тренери имаат поминато низ курсевите на Центар за едукација на различни нивоа, што е една бројка, некои знаат да кажат дека е и многу, меѓутоа, ако споредите со број на клубови, со број на жители, со држави слични на нашата, таа бројка воопшто не е голема, туку е сосема доволна за нашите клубови, па и да има некоја конкуренција. Значи не е добро да имате колку клубови, толку тренери. Подетално во бројки, со пролиценца има 69 дипломирани тренери моментално. Има уште неколку тренери од генерацијата што е последна четврта да завршат со практичните испити. Со А лиценца има 164 тренери и со почетната Б има 469 тренери. Покрај овие имаме и 127 тренери со национална С лиценца кои работат во детските лиги на ФФМ и започнавме со едукација на тренери на голмани, каде што имаме група од 26, можам да кажам, најдобрите тренери на голмани во Македонија беа вклучени во тој семинар. Не беше да појасниме за јавноста што значи пролиценца, Б, А, каков е патот за оние кои допрва сакаат да тргнат по патот од почетокот до професионалниот. Така. Значи, ја спомнавте основната вертикала на УЕФА, тоа е Б, основното, базичното ниво, со фонд на часови од 120. Напредното ниво, или УЕФА, беше со фонд на часови од 140, сега е по новата конвенција од 2015 180 часа. И највисокото ниво, тоа е УЕФА про дипломата, каде што и селекцијата е најоштра, да кажам, за упис на тоа ниво. Беше фондот на часови, изборам за минимален фонд на часови, 240, сега е по новата конвенција 360 часа. И кога Марио зборуваше за бројот на тренери, некако ми допре идејата да пренесам до вас, до јавноста. Лоша е мислата и лоша е пораката од многу кои што навистина не ги познаваат работите и знаат да кажат, прават курсеви од 2 или 3 дена, им даваат некакви си дипломи федерацијата и тие луѓе работат и нема проблем. Не е така. Не случајно ги спомнав фондот на часовите на трите основни нивоа. Значи не зборувам она што Марио кажа за тренери на голмани, за фитнес тренери кои што се во планот за 2017. Зборам за трите основни нивоа. Тоа е скоро 700 часа. Значи тренер кој што има амбиции да стаса до највисокото звање, до УЕФА про дипломата, не може тоа да го направи со 2 или 3 дена. Тоа е фонд на часови од 700, бројка 700, која што со практичната настава за одреденото ниво, значи УЕФА Б, по добивањето мора да работи со категориите кои што за тоа ниво одговараат година дена. УЕФА А исто така по завршувањето, значи по земење на диплома треба да работи година дена, Марио, 2 години на тоа ниво, за да стекне право да се запише на скала погоре. Ако земете вкупната бројка на часови и времето на стажирање, условно речено, тоа е период од најмалку 5 години. Така да не се 2 дена, не се 3 дена, него се многу повеќе часови, многу активности, многу обврска за тренерите, многу работа, многу анализи, многу пишување, многу припреми за испити. Така да тоа е едно сериозно ниво кое што особено на највисокото ниво е строго контролирано
од Расчистиме на федерацијата работа. и од УЕФА. Тоа што го правите вие, како дел од Фудбалската федерација, веројатно е на исто ниво и рамништето што го прават и останатите федерации. Тука нема разлика. Токму така. Јас спомнав пред малку. Без оглед дали сте преку Фудбалската федерација на Македонија или преку Шпанската. Да, токму така. Значи, Како пример. да, се работи за конвенција. Спомнав пред малку УЕФА конвенцијата. Тоа е материјал кој што УЕФА го подготвува и го испраќа до матичните федерации кај што се правилата на игра уствари. Таму е фондот на часови на Б ниво, фондот на часови на А ниво, фондот на часови за ПРО ниво, начинот на реализација на семинарите. Значи, таму е вградено све и надвор од тоа, на вистина, ние и да сакаме не можеме да постапиме другачие. Така да, дали е дипломата добиена во Македонија, во Фудбалската федерација на Македонија, или, јас спомна Марио Хрватска, нашиот пријател Јозак, исто е. Значи, фондот на часови во Македонија, односно во сите 55 земји членки кои што се подписнички на конвенцијата, они ги прифатиле правилата на игра кои што се вградени во конвенцијата и ние мораме да ги почитаме. Јоре, каков е интересот на вашите колеги да стигнат до ПРО лиценца и оние повозрастните и оние кои допрва доаѓаат, оние играчи кои ја завршиле кариерата? Имаме многу примери дека добар дел од играчите сакаат да се едуцираат и да станат тренери. И како гледаат на овој систем на создавање на тренер и преку теоретски и преку практичен дел? Вака, мора да се признае и мислам треба да се биде и критичен и самокритичен. Кога се отвараше овој едукативен центар, голем отпор имаше од, да не кажем директно, од бивши фудбалери. Као што ќе ни е нас едукативен центар, ние толку години сме играли во таа бивша Југословенска лига, као еве ние све знаеме, нас не ни потребно. Што мислам дека беше многу, да не речем, многу спротивно тоа. И сигурно дека и понатаму ќе има критики на во секоја работа, она што работи, сигурно дека треба да биде подложена критики. Но убаво каже професорот, значи тука нема никаква импровизација, буквално. Ви се доаѓа, значи, од таа конвенција ви кажувате тоа и тоа треба. Јас се сеќам кога се отвараше тој едукативен центар, на некој начин бевме и директно инволвирани во тоа. Едноставно по факс ќе ви пратат, ова треба да го изработите, кога ќе го изработите, јавете се. Кога ќе изработите, јавете се, што значи дека буквално, да не кажам, се работи по една иста формула како што се работи, кој што кажавте и вие пред малку, дали во Шпанија, во Англија е ист. Секаде е ист. Е сега, има една друга работа, оно што ќе го научите кај ќе го спроведете и колку вие може да го спроведете во тој клуб што работите, тоа е веќе друга работа. Тоа е индивидуална работа. И индивидуално. Не значи сега вие може да идете на семинар, да речеме во Англија, во Челси да идете. И сега ќе дојдете во Македонија, сите тои методи на тренинг и начин на размислување ќе го пренесете во Македонија, во македонскиот клуб, сигурно дека не можете. Тука е веќе работата, да не речем чиста психологија. Значи тренерот мора да биде врвен, не стручен психолог, али да познава многу познавање од психологијата ако сака да се адаптира на секоја средина каде што ќе работи. Марио, сакаше да дополниш нешто? Да, сакав да се надоврзам на ова што го кажа Ѓоре. Значи, пристапувањето кон едукација, кон тренерска едукација и на бившите играчи, интернационалци и на играчите од што играле само во Македонија или заинтересираните, постојат правила. И тие правила се исти за сите. Значи, условот за да некој тренер кандидат дојде на било кое ниво е ист за сите. Програмата за едукација е иста за сите, начинот на кој пристапуваат кон испит, практичен, теоретски, дипломска работа е ист за сите. Секој оној што ќе ги исполни условите за да дојде на било кое ниво на едукација и што ќе ги исполни условите за испит, ќе ја добие дипломата. И сега ќе ја добијат дипломата, да речеме, теоретски кажано, 20 тренери со пролиценца. Не се сите исти по квалитет, по можност, по елоквенција, по пристап, по стручност и така натака. Значи, тука останува на клубовите да изберат кој од тие тренери. Да, тоа е проценка. Да. Меѓутоа, зашто го кажувам ова? Затоа што многу често се случува клубовите или јавноста да се обрати до нас дека како сте дозволиле сите да земат диплома или овој да земе диплома или тој да земе диплома, а еве го гледаме во клуб слабо работи или не е доволно стручен. Значи, тоа е проценка на тој што го ангажира.
Значи, наша процека во Центар за едукација е дали тој тренер ќе ја земе дипломата или не, односно дали ќе ги исполни условите или не, а понатака не е на Центарот за едукација дали тој тренер ќе биде успешен или не. И дали воопшто ќе работи. И дали воопшто ќе работи. Може Значи, би ние сме сака само институција, да има дипломата, ние да сме биде институција дел од- за едукација и за верификација на знаењето. А клубовите и нашите репрезентации си се дел каде што тренерот ќе покаже или докаже дали може или не може. И како дополна, ако дозволувате во една реченица, значи уставно право на секој човек е школувањето. Значи за своји пари секој може да се школува Каде сака, каде што сака. зашто сака и и како зашто сака, сигурно. Меѓутоа, затоа ги спомнав овие три нивоа, Б, А и ПРО. На УЕФА Б вратата е најшироко отворена. Таму е работа со млади категории и аматери. И таму е добро да види да имаме една голема, една плејада на школувани тренери кои што ќе работат со тие дечиња и да бидат како така обучени за таа работа. Како оди вертикалата према горе, така вратата е све повеќе и повеќе затворена и спомнав пред малку, критериумите се построги. и критериумите се построги, така да кажав пред малку, уписот на УЕФА ПРО е поврзан со конкурс на кој што кандидатите аплицираат, Комисијата при Фудбалска федерација на Македонија и Центарот за едукација прави проценка врз основа на CV-то кое што кандидатот го поседува, кој може да помине, а кој ќе почне. А УЕФА ја потврдува група. А УЕФА ја потврдува. Значи, за секој кандидат правиме биографија, комплетна документација, се праќа во УЕФА, зборам за тоа ниво, и они кажуваат да, оваа група може да помине или некој од нив треба да отпадне. Тука само да подпрашам ако може. Може ли било кој да аплицира, да речеме? Не мора да е тоа активен фудбалер, поранешен фудбалер, може било кој? Значи, како што кажав, за УЕФА Б вратата е широко отворена за сите оние што сакаат да се школуваат за работа на УЕФА Б ниво, каде што е предвидено аматери и најмалите возрастни категории. Но, како доаѓа скалата горе, УЕФА А и УЕФА ПРО, веќе вратата е позатворена и нормално се бара покрај останатите документи да биде и биографијата игра клучна улога, особено на УЕФА ПРО, писат и апликацијата на кандидатот. Со тоа што за УЕФА Б, значи треба да има кандидатот, мора да има најмалку 4 години активно играње фудбал на било кој Да, ниво. тоа сакав да прашам, дали некој што Значи, тука рекреативно играл фудбал и сега мора сака да биде регистриран стане? во некој клуб. Дали е во четврта лига, дали е во прва лига, дали е во странство. И за образованието, значи Минимум од обавезно- 4 години мора да го има исполнето. Да, завршено средно А како образование. одат нивоата, тоа играње се стеснува за поврни Критериумите се поощри на така. некој начин. Затоа што се навлегува и во професионализм. Така. Правиме мала пауза за реклами, а потоа продолжуваме со вториот дел од емисија. Се враќаме назад во студиото, продолжуваме на тема едукација на тренери. Ѓоре, каква е соработката со УЕФА на ова поле меѓу Фудбалската федерација и вашата фела, вашата струка? Па добро, сигурно дека ние како тренерска организација сме независна организација, да не кажам, но соработката мора да постои, тесна соработка мора да постои, од едноставна причина затоа што сите работиме за добро на фудбал, за да бидеме, да не кажам, рейтингот на македонскиот фудбал да биде што поголем и да ги може би на некој начин да ги пратиме те модерни трендови и така натаму. Сигурно дека во тесна корелација сме со едукативниот центар. Значи, соработката е многу на едно високо ниво. При некои, да не кажам, работи заеднички комуницираме, заеднички донесуваме некои одлуки, дали ова добро за едукација и така натаму. Една од тие теми ни беше, да речеме, во нашиот македонски фудбал многу малку е застапена, например, фитнес тренерите, кондиционските тренери, кои во модерниот фудбал, во најголемиот професионализам се неизбежен дел од таа струка. И во соработка со професорот беше нагласено дали постои можност да се едуцираат, специализираат уствари тие фитнес тренери, така да мислам дека и на некој начин веќе почнува да биде и тој дел да влезе во тој едукативен центар, каде што буквално, да не кажам,
Не е исто да бидеш кондицијски, нема да кажам фитнес, сега кондицијски тренер да бидете во кошарка, во одбојка и во фудбал. Методите на тоа тренинг се се сосема сосема различни. Така да мислам дека и во најскоро време дека и на оваа тема ќе се стави, да не кажеме така, точка и дека ќе почне да се едуцираат, специализираат точно овие фитнес тренери. Од колкаво значење е да се специализираат овие фитнес тренери или кондицијски, како што вели Иван? Сигурно дека од големо значење, затоа што тоа не е тренд денес, туку поодамна во Европа. И Ќе ве прекинам затоа што и системот на надпревари веројатно го бара тоа повеќе кондиција, повеќе подготовка, ритамот на надпревари среда, недела во професионалниот фудбал е жесток. Точно. Среда недела е веќе ритамот во Европа, каде што и срошеноста на фудбалерите А сакаме да сме таму. А сакаме да сме таму. И од тие причини во планот, во агендата на Центарот за едукација е вградено за 2017, значи ние почнавме од основната вертикала, веќе почнавме со школување и завршивме со фондот на часови за голмани, тренери на голмани на национално ниво, од која што група треба 16 да искочат за скала погоре, школување од таа група за тренери на голмани на УЕФА ниво, УЕФА А ниво. Од другата страна се фитнес тренерите кои што реков се во агендата за 2017 година, потребни се дефинитивно. Ако земете податок во Европа и во големите клубови, секој еден голем играч има свој личен фитнес тренер, зашто тоа да не го направиме ние на ниво на клуб. Во Македонија веќе има. Јас знам дека неколку клубови во Македонија имаат ангажирано такви стручни лица за потребите на играчите кои што ги имаат. Така да тоа е нешто што не е школувањето не е се уште почнато од тие причини и од потребата на клубовите во Македонија, затоа што тоа го налага на некој начин и конвенцијата на УЕФА, ние ќе почнеме во 2017 веројатно со школување на фитнес тренери. Ќе начнете ли оваа тема веќе од утре, Марија? Темата за фитнес тренери конкретно не, но во делот на презентацијата на Ромео Јозак, техничкиот директор на Хрватската федерација, има фитнес за млади талентирани фудбалери. Принципи, методи, пристап и како тоа да се... Сакаме да сме професионални во секој сегмент од фудбалската игра, значи од најниско ниво, од младите категории па до крај. Дали клубовите одговараат на овој тренд, на овие барања? Мора да сме реални, финансиските средства се ограничени на фудбалските клубови. Ѓоре, едноставно е тешко да се примени нешто што е некогаш во теорија едно, а во пракса е сосема друго. Вака, јас ќе бидам малку контрадикторен, ја имам спротивно мислење. Многу лесно е. Добро. Многу е лесно од која гледна точка вака. Мислам дека за овие 20-25 години колку што сме држава, колку што постоиме и како фудбалска федерација, морам да бидам критичен, можеме некој ќе биде и навреден. Ниту еден, пази зборам, дали ми ниту еден клуб до денешен ден нема направено стратегија за младинскиот фудбал. Нив ги интересира, уопшто ги интересира, значи нив ги интересира само првата екипа, не ги интересира, значи младинските школи. Анализираат од почеток до крај, па ќе видите со мали исклучоци, да не кажам, да не речам така во меѓу простор, можеме некогаш им дале некој значење. За ваков проект треба со години, значи да имате еден проект за 5, за 10 години како ќе се развие таа фудбалската школа во сите тие фудбалски тими. Се додека во нашата лига, во нашите тимови, нашите газди, нашите претседатели, нашите клубови нема стратегија како да се развие младинскиот фудбал, ние никош нема да имаме успех. Можеби краткорочно да земеш некоја прва екипа, да рече професионална, да те занимава дека тоа на кратки стажи може да видиш да имаш успех, али на долги стажи знаете дека сте осудени на пропаст. Сигурно во тоа. Значи тука ќе изгубите. Што значи дека најдобриот, најквалитетниот фудбалер се вади од младинските школи. Најшколуваниот фудбалер се вади од младинските школи. Ако ништо друго, не мора да биде точно ова што го зборувам, али земете едне, буквално не кажам, барем имаме толку памет да видиме од паметните како работат. Да ископираме. Видете вака, знаете или како да примениме. Да примениме така. Земете ги сите
кој највеќе произвел младински кој највеќе фудбалери произвел? Ја би го земал еден Спортинг, еден од наши простори, еден Динамо Загреб. А претходно беа холанѓаните преку Ајакс, кој беше вистинска машина за создавање на млади играчи. Значи си има стратегија. Пази, тебе сега ќе ви кажам, Ајакс пред 20 години беше 20-30 години беше, знаете, генерација на кој се Думбе според 4-3 години поред беше шампион на Европа. Но кога влегу огромни пари во фудбалот, каде што е во Англија, во Шпанија, во Германија веќе почна многу повеќе да се финансира, стратегијата на холандскиот фудбал вика беше ние не можеме финансиски да го издржиме овој ритам на што го наметнуваат големите клубови, значи ние мораме да идеме на производство на фудбалери. И такво, значи на производство на фудбалери многу ја копира таа школа, нечна. И затоа се важни овие Б лиценци, А лиценци и Про лиценци. Точно. Така да, пак ќе кажам, мора да имате стратегија. Едното без другото веројатно и не може да оди. Во тие школи треба да се работат, многу пати сум го кажал и сега ќе го кажам, да не речем, најквалитетните тренери треба да работат точно во тие младински школи, затоа што таму ако земете, зависи од која категорија земете, ако вие тренирате во дете од 8, 10, 12 години, вие најмалку сте тренер таму. Вие сте таму родител, вие сте таму учител, вие сте таму педагог, вие сте таму психолог. Вие одите во оформувањето на неговиот карактер од детето. Веќе тренер постанувате веќе од 15-16 па натаму години. Ова до 14 години вие све сте само не сте тренер. За жал ќе кажа, многу малку се дава значење на младинските школи. Јас би кажал, значи имаме сега веќе влезено полека капитал. Ако во еден буџетот му е, збориме, милион и пол, имаме клубови што имаат милион и пол. Ако вие 20% минимум до 30% не оделувате од тој буџет за младински школи, никош нема да имате успех. Бидете у тоа сигурни. Едно е талентот, друго е работата. Стратегијата е многу битна. Што сакате? Тоа е најбитна работа. Евоша, со кои инструктори сте соработувале до сега? Претпоставувам дека има многу и од надвор што доаѓаат, кои го пренесуваат искуството. Да. Точно така, за да биде целата слика поубава и побогата, како за нас, така и за нашите тренери, нашите кандидати. За секој таков собир ние се обидуваме за темата која што е топ тема за тој собир, да обезбедиме да дојде, ако не најдобриот, барем човек кој што е навистина некој ниво во Европа и значи нешто. Тука се контактите со УЕФА. И од нив побаруваме да ни пратат човек кој што е експерт за таа област. Или по наши контакти од тие собири на УЕФА кој што ги организира, нашите контакти лични успеваме да убедиме некој човек кој што навистина стручен за својата област да дојде и да биде гостин предавач во Македонија, као што тоа на времето уште самите почетоци, да го спомнам, Безеј, нашиот голем пријател Франко Ферари, Талович, човекот кој што навистина од Босна и Херцеговина ни помогна во првите чекори на заодувањето на нашиот центар за едукација. Користејќи ги тешко да се доведат такви лица. Тешко е, верувајте, ние И која е улогата на УЕФА во сето тоа? Вие ќе им се обратите, дали се тие едноставно да речам во наводници должни да ви пратат некој таков или се сведува се и можеби некогаш и на личен контакт? Па и едното и другото. УЕФА, значи ние како членка на УЕФА, на нашето побарување, они се обидуваат да го исполнат нашето барање, нашата желба и за темата која што нам ни е потребна да го најдат можеби најдобриот и да го пратат. Но често пати Фудбалската федерација прави и собствени аранжмани со тоа што ќе кажам дека на нашето прониво, каде што и процентуалната застапеност на странските предавачи влезена во конвенцијата, ние имаме обврска негде 40%, мислам дека беше да бидат обавезно предавачи кои што се од надвор. И таа бројка ние ја запазуваме, па и ја надминуваме. Не можам да не кажам, на нашето прониво, сите генерации, или повеќето од нив, има шанса да ги слушаат луѓе кои што ги спомнат пред малку, но сите ние имавме шанса да ги донесеме извонредни предавачи од кампусот на Барселона. Значи, Франциско Мартинес,
Алберт Капелјас. Алберт Капелјас, Што е носител малку во тоа позната време. за јавност, дека тие доаѓаат и помагаат. Да. Значи, Алберт Капелјас, Сала, Алберт Сала, Бенејдже Сала. Тоа беа луѓе кои што беа во тој период носители на второто стебло на Барселона. Значи, може да замислите за каков човек, за каков стручњак станува збор. Од домашните тука не можам да не го спомнам факултетот за физичко образование, спорт и здравје, професорите, колегите мои, и реков факултетот кој што е на некој начин и стратешки партнер на федерацијата. Значи, многу активности поврзани со работата на федерацијата, тестирање, мерење ги прават или професори од факултетот, или луѓе кои што поминале процес на едукација на факултетот, така да понатаму сите селектори на нашата најдобра селекција биле учесници на сите тие или на повеќето семинари. Еве, Марио, утре и задутре имаме ваков семинар, форум. Кои се тие лица кои може да се издвојат во овој сегмент? Па, кога ја правевме програмата за форумот за утре и за задутре, значи се фокусиравме на двете теми што се поврзани во овој форум. Едната е дека е 15 години јубилеј и за таа цел го поканивме директорот на едукација на УЕФА да не удостои со своја презентација. Еден од највисоките личности практично. Значи највисок. Значи директен одговорен за едукација во УЕФА, со кој соработуваме 15 години и кој беше директор за едукација кога ние почнувавме и со него ни оди цела соработка, можам да кажам одлична. Сите барања или сите интереси што сме ги пројавиле према УЕФА 99% ни се излезени во пресред, така да тоа е едниот дел. Вториот дел е редовна годишна доедукација на нашите тренери и проценивме дека покрај презентацијата на Благој Милевски, како стигнавме до европското, е потребно да се види како се работи со млади талентирани фудбалери, бидејќи, како што каже и Ѓоре, немаме доволен интерес и немаме доволно посветување на тренерите таму. И втората презентација од Мика Пателинен е анализа на европското првенство, односно клучни точки, што ќе ги интересира тренерите во сениорските екипи и во стручните штабови. Можам да кажам дека, ајде да кажам, релативно брзо и лесно дојдовме до вие предавачи, меѓутоа со нив разговаравме пред 2 месеци. Пред 2,5 месеци им најавме дека ќе имаме таков и таков настан, за да го потврдат своето присуство, бидејќи такви личности не може да ги добиете од денес за утре или од оваа недела за наредната недела. Така да концептот е направен да има и информативен дел и да има стручен дел. Така да ќе бидат задоволни, мислам дека тренерите што ќе го посетат. Би се надоврзал само на професорот во врска со кои стручни лица биле кај нас. Морам да го споменам најодликуваниот и прогласениот од УЕФА за најдобар тренер во млади категории во историјата на УЕФА, тоа е Гинес Мелендес Сотос, кој со сите младински селекции на Шпанија, оние фудбалери што ги гледаме сега во репрезентации во Барселона, ги има освоено сите европски првенства во сите категории и светски првак до 20 години. Тој беше кај нас, имавме семинар специјално само за млади категории. Потоа еден од трите најдобри стручњаци за фитнес, Роџер Спрај, кој во моментот работеше како фитнес тренер на австриската репрезентација. И додека беше селектор Љубинко Друловиќ, имавме презентација од неговиот асистент од Португалија, Луиш Диого Кампош, кој претходно работел како асистент во спортинг клубот каде што го спомна Ѓоре. Така да сме имале и ќе имаме... Едно е ова што го збориме како презентации. Колку клубовите, Ѓоре, тоа го применуваат во пракса? Вие сте активен и тренер, и играч бевте, и селектор. Се повторувам во ова, меѓутоа тоа е вашето минато и сегашност. Тоа све зависи од тренерот, колку сака да ги прими тие информации, број 1. И колку се применливи. И број 2, колку се применливи во клубот кај што ќе работи. Но сепак едни вакви семинари секогаш носи некоја новост. Буквално да не кажам за овие 2 дена и една работа да научите, тоа е голема добит. Работата е тоа, она што ќе го научите, она што ќе го добиете како информација, да можете да го примените во клубот. Значи тренерот мора да има авторитет. Буквално да не кажам кај председателот, кај газдата да каже дека мене за еден голем професионален клуб, ако сакаме еден однос, ако сакаме еден успех, ми треба тоа и тоа. Сега,
пак ќе кажам, све зависи од клубовите, какво они имаат стратегија, какви они имаат размислување. Ако нивните размислување се да имаме успех само во Македонија, ќе бидеме први или ќе освоиме куп, да не ве интересира излезот во Европа, да поминете едно, две или три кола, да не кажем, фално, тоа значи дека вие сте осудени на пораз. Како податок, ќе го кажам, значи последната победа на Лига Шампиони е пред 11 години. Бане, тоа е катастрофа за македонски фудбал. Тоа значи дека во Лига Шампиони во квалификации на 11 години немаме победа, а биле шампиони од Вардар, Шкендија, Ренова, Победа, Македонија, Ѓорче Петров и така. Не се врти само околу еден клуб. И клуб. што значи дека за овие 10-11 години ние значи што треба само да не интересира дека ќе бидеме први во Македонија? Не. Својата, да не кажем клубот, својата вредност треба да покаже во посилно надпреварување, каде што е квалитетот ќе дојде до израз, а тоа е значи европското надпреварување. Дали Лига Шампиони и Лига Европа? Клубовите често ангажираат и тренери од странство. Дали се тие адекватни на потребите на македонскиот фудбал или не е едно прашање, нели? Меѓутоа, еве, имаме сега тренери како Брдарич, како Краповиќ, во Пелистер, Шенсој и така натака. Видете овака, тоа е све во рацете на клубовите. Клубовите си се приватни и нивна е проценката дали ќе сака домашен тренер или ќе сака странски тренер. Јас како тренер секогаш нема никош да видам против донесување на странски тренер, далеко од тоа. Но проценка е пак, како што кажа и Марио пред малку, проценка е на клубот, дали ќе процени тренерот, дали е во тој момент добар да работи во тој клуб и во Македонија или не е. Пак ќе кажам, тоа е нивна проценка. Сигурно дека квалитетни тренери во овој момент, секој би квалитетен странски тренер би добро дошол во нашиот македонски фудбал. Покрај овие БА и ПРО лиценци, кои се достапни и други за нашите тренери, специјалисти, термини, односно едукација? Има ли некој формат во кој може да се задоволи тој дел, покрај овој? Покрај вертикалата БА и ПРО, дали имаме дополнително нешто? Имаме, да. Спомнавме пред малку дека имаме 3 генерации на школувано, 3 генерации на национално С-ниво. Тоа е ниво под УЕФА-Б и тоа е предвидено да бидат луѓе, тренери, кои што би работеле во најмалите возрасти категории, во оние детски лиги, за кои што стана збор пред малку. Од основната вертикала веќе е почнато школувањето и завршено на национално ниво за тренери за голмани и од таа група која што е 26 треба да одбереме 16 кои што ќе одат на УЕФА школување за добивање на УЕФА А диплома за голмани. За да се заокружи. За да се заокружи и следната обврска која што е наша, тоа е фитнес тренерите за кои што пред малку стана збор. Само да се надоврзам ако дозволувате една реченица, значи она што Ѓоре го кажа пред малку, да, желбата на клубовите и на газдите на клубовите е едно, меѓутоа сите тие мора да ги почитуваат правилата кои што се вградени и во конвенцијата и во правилникот на Фудбалска федерација на Македонија околу делот за ангажирање на тренери, странци. Сите тие кои што клубовите имаат амбиции да ги ангажираат да работат во нашиот фудбал на највисоко ниво, мора да се носители на највисоката диплома која што федерацијата во моментот ја издава. Ние издаваме на највисоко ниво, значи ние сме полноправна член. Така ангажира, значи единствен услов кој што мора да го исполни тренерот е да поседува УЕФА ПРО диплома. Имаше Марио пример со пред малку зборевме пред емисијата, значи оние кои што се ангажира Ода Краповиќ и сите други, значи сите се носители на УЕФА ПРО диплома, Да, имавме еден случај со Брегалница кога сите го најавуваа како тренер, Јуксел Јасилова, уствари не беше тренер, него беше службено лице. Затоа што не поседуваше диплома. Не поседува соодветна диплома и Фудбалската федерација не му издаде дозвола за работа, но клубот си направи процена дека сепак сака тој во друга форма да работи. Сосема за крај, Марио, што е она што Центарот за едукација го планира во следниот период, бидејќи претпоставувам имате план што во следните години? Значи ние
покрај редовните активности, а тоа ни се семинари за БА и за продиплома, за УЕФА БА и продиплома, редовна активност ни и овој настан што го организираме сега, бидејќи го организираме секоја година. Во плановите за 2017 конкретно имаме 3 активности. Едната е да го заокружиме едукацијата на тренери на голмани со УЕФА програмата. Втората ни е да отпочнеме едукација на фитнес тренери. И третата ни е подготовка за едукација на тренери во футсал, што е малце поразлично од фудбал, меѓутоа и таму има специфична програма со фонд на часови и наставни содржини. И сето тоа го работиме во соработка со делот за едукација во УЕФА и очекувам во 2017 дека сите овие 3 дополнителни нови активности ќе ги реализираме успешно. Ја ви благодарам за времето што го одвоивте и што гостувавте во телевизија Нова. Секако ова е комплексна тема на која ќе дадеме и повеќе простори во иднина. Се надевам дека она што ќе се случува утре и задутре ќе биде искористено од сите заинтересирани страни во интерес на македонскиот фудбал. Благодарам. Почитувани, ова е предпоследниот дел од емисијата. Во последниот интервју со Матеж Скок, голманот на словенечката ракометна репрезентација, го искористивме гостувањето на Загреб, каде што тој брани и го чува голот на хрватскиот ракометен шампион. Матеж Скок едноставно не откажа на мундијалот во Франција со неговите 14 одбрани. Кој е Скок, каква е неговата кариера во следните 20 на минути. Благодарам за вниманието. Не го памтиме подобро, но тој, за волја на вистината, беше најдобриот играч на светското првенство кај словенците на мечот со Македонија во Франција, кога Словенија не совлада со 29-22. Матеж Скок, 30-годишниот голман на словенечката репрезентација, член на Загреб, ево Скопје, го искористивме неговото присуство да поразговараме на тема Македонија-Словенија, светското првенство во Франција, како и ракометот воопшто неговата кариера. Матеж, добро вечер, добре дојде во Скопје. Како што најавивте, памтиме не подобро на мундијалот во Франција, ти беше играчот на мечот меѓу Македонија и Словенија, најдобриот поединец, инспираторот на победата на Словенија против Македонија. После една ваква дистанца од 2 недели, кога ќе се сетите на мечот меѓу Македонија и Словенија, што прво ви доаѓа на памет? Па не знам, веќе е било то јутро кад сам се пробудио, одмах ме хватала нека нервоза, мислим, знao сам да има Македонија добре поединце, да су добар тим, да има доброг тренера, тако да веќе од почетка, од јутра, била ова нервоза како ćemo, moramo победити. Nismo bili sigurni jer svaki meč koji je odigrala Makedonija igrala je dobro, tako da dobro smo se pripremali na njih, znali smo ko je najjači, mislim to se zna da je Kiril svetski igrač, da sve što se igra se od njega, tako da dobro smo se pripremali i bilo nam je teško i na kraju uopće nismo očekivali da će bude takav rezultat. Odbranivte praktično се што можеше да се одбрани, имавте 14 одбрани вкупно на мечот, бевте прогласен за играч на надпреварот, за MVP на овој меч. Очекувавте ли да бидете вие клучниот играч во победата на Словенија против Македонија? Pa ne, mislim, ja sam se osjećao jako dobro. Mislim, od početka znao sam da sam u dobri formi i da se odlično osjećam. Tako da već od početka odigrali smo dobro obranu i meni poslije nije bilo teško da se brani. Obranio neke šuteve od Kirila, odmah sam se malo opustio, tako da nije bilo više toliko pritiska. Tako da vrlo sam bio sretan na kraju kad smo pobjedili kao ekipa, kao tim i na kraju kad sam dobio nagradu za najboljšeg igrača. Словенија одигра фантастично на светското ракометно првенство, меѓутоа вие како голман, како се припремате за секој меч? Дали правите анализа посебна, поединечна на тимот против кој играте? Го спомнавте Кирил Лазаров, тој беше најдобар голгетер на
мундијалот со 50 постигнати голови. Вас ви даде 9, но од 18 шута. Го анализиравте ли Кирил Лазаров посебно? Pa da, mi smo se, analizirali smo svaku utakmicu i svoju. Nakon svake utakmice prvo smo pogledali svoju, da smo popravili greške što smo ih radili i poslije smo se odmah pripremili za sljedeću utakmicu. Tako da smo pojedinačno i gledali ko tim i ko svakoga igrača. Tako da to smo radili golmani zajedno i sami i poslije nakon toga smo radili sa cijelom ekipom. Кога ќе ви текне на името Кирил Лазаров, што прво помислувате кога е Лазаров во прашање? Pa ja pomislim na odličnog šutera. Mislim, svaku godinu, svaki mundijal on je top skorer, tako da i u Barceloni igra strašno. Tako da imam strašan respekt protiv njega kao kod igrača, kao čovjeka, velike borac, tako da mislim, čovjek igrač je na sve najbolje u njemu. Многу репрезентативци играа со тактика 7-0 без голман. Го промовира ова и инсистира многу селектори на ваков стил на игра. Како на вас голманите влијаеше тоа? Мораше да има брзи измени, вие оттежнува ли тоа, вие прави потешка работата? Mislim, to je stvarno teško za nas golmana jer moramo stalno trčiti i moramo paziti da ne pređemo linije i teško je odmah hvatati koncentraciju što imaš ti stalno na golu kad prvo se izmeniš, trčiš na gol i poslije hvataš ovo. Tako da meni se čini to, mislim, moramo naviknuti i mislim da je to sve skupa jedan plus za gledatelje i za navijače. Tako da ja se nadam da neće više puno ovo u rukomet, da će spremeniti neka nova pravila, tako da nek bude to do kraja i vidit ćemo. Veselin Vujović, извонреден, одличен тренер, селектор, работеше долго овде во Македонија. Сега како селектор на Словенија, пред мечот со македонската репрезентација, имаше ли некои специфични барања во играта на репрезентацијата на Словенија? Предпоставувам дека добро сте се подготвиле, пошто и онака наистина одигравте добар меч. Pa šta se tiče trenera, mislim Veselin je specifičan trener. On ima svoju viziju i sve. On sve to radi. On kaže kako se probudim, šta imam u glavi, to napravim. Tako da moraš naviknuti na njegov rad, na njegovo sve, tako da svaki dan je drugačije. Ne zna se ko počinje, ko će stati na gol, kako ćemo igrati, ko je obranu, tako da i sam sebe kaže da ponekada iznenadi sa nekom taktikom, tako da moramo svi da naviknemo na njegov rad. Insistirаше на нешто посебно за мечот со Македонија? Pa mislim da ne. Mislim, isto je kazao ko pred svakim mečom ko je u bistvu ovaj glavni što drži sve, znali smo šta se radi i mislim da ništa posebno tako da bi kazali. На светското првенство во Франција имавте вкупно 78 одбрани, против Македонија 14, имавте најголема минутажа во составот на Словенија вкупно од сите играчи. Очекувавте еден таков број на минути да имате за репрезентацијата на Словенија? Pa ja kažem tako, nisam ni sam očekivao da ćem toliko puno igrati na ovom mundijalu. Prvo sam mislio da će Škof odigrat još ovo svetsko prvenstvo, a nažalost se odlučio drugačije, tako da dobio sam puno više minutaže, branio sam solidno, mislim neke utakmice dobro. Sretan sam zbog toga, nisam previše umoran, tako da sve je dobro, mislim, to je samo plus. Cijelu godinu sam i sad radim puno, mislim da se brani, da na tekmah uživaš. Tako da to je posao, mislim, moramo svi to zdržati. Hvala Bogu izdržao da smo dobili ovo što smo dobili i presretan sam za ovo. Словенија одигра неколку драматични надпревари на мундијалот во Франција. Еве во групната фаза беше тоа исклучително тешка група. Кој меч би го издвоиле као посебен
Еве, ако ја иземеме Македонија, малку субјективно. Pa šta, mislim, ovo što smo izgubili protiv Španjolske, mislim, svi su nam kazali da se nećemo više dignuti jer stvarno su nas nagazili. Mislim, mi smo bili, totalno nismo znali gdje smo. Mislim, svi Sloveni su kazali da su momci sposobni opet zajedno i da pobjede sljedeći meč i to smo dokazali jer kad smo igrali, ne znam, prije u Polskem, čim smo prvo smo izgubili, odmah smo pali neku rupu, tako da to je jedan dobar plus i da smo pokazali da igramo svi zajedno i da igramo kao tim. Кој меч ви беше најтежок на светското првенство, а кој мислите дека го добивте најлесно и тактички и резултатски? Ja mislim da meč protiv Katara. Jer mi smo, kad smo gledali ovaj meč između Njemačke i Katara, normalno, svi smo si želili Katara jer smo vidjeli više šanse u napredak, a isto plašili smo se da kad izgubimo, pita se kad ćemo opet dobimo takvu šansu. I to je bilo, mislim, za sve nas jedna dobra prilika da usvojimo ovo što smo sad usvojili i ja mislim da smo prilično dobro iskoristili ovo. Ова е историски резултат за Словенија, бронзен медал на светските првенства. Очекувавте ли вие како репрезентација дека можете да дојдете до финишот на мундијалот? Дали имавте таква цел пред шампионатот или ова беше еден мундијал во кој Словенија одигра над своите можности? Pa ja uvijek kažem, za dobar rezultat treba je više stvari. Mislim, treba od sreće, bez ozljeda i od suca i sve. To je, mislim, sve mora ići zajedno. Ako želiš to, vidjeli smo, ispala je Danska, ispala je Njemačka, tako da opet se pitamo da ćemo kad doživjeti ovo. Mislim, ovo je bila stvarno šansa, iskoristili smo jo, a nadam se da će drugi put isto biti, ali kad kažem, sve mora biti zajedno. I ozljede, i pravi tim, i tako da, i energija, tako da. Колку Веселин Вујовиќ беше еден од главните фактори за успехот на Словенија на светското првенство? Pa da, i on je dao nama nešto što, kažem, prije nismo imali. Prije idemo na neki mondijal, a niko ne veruje u nas. Mislim, ni sami u sebe ne. Jedino on dođe i kaže, momci, vi ste sposobni više nego vi mislite. I to nam je stalno ponavlja. I jedan put mi kažemo, pa zašto ne bi, mislim. Zašto ne bi ovo iskoristili? I tako da, super, mislim, nadam se da smo sad svi, kao igrači, i treneri, i vodstvo, sve, da smo vidjeli da možemo i da moramo ovako iti. Samo gore i gore. Против Хрватска го одигравте веројатно најдраматичниот меч со среќен крај за Словенија. Стигнавте една негатива неверојатна во второто полувреме, кога практично добивте веќе изгубен надпревар. Какво беше чувството да се стигне таа негатива од 6-7 гола разлика која хрватите има во финишот на надпреварот, во последните 10 минути? Što беше ona što je digna kako tim? Pa to je bilo, mislim, to je bilo čudo. Mi od početka mislili smo, lako ćemo, mislim, Hrvatska odigra prošli dan utakmicu, možda su umorni, baš mi smo onako ušli, nešto smo probali, a ništa nije išlo, a Hrvatima sve, mislim, to je bilo, mi smo već gubili 8 golova, možda niko nije verovao to i na kraju, što smo vidjeli da igrači Hrvatske ne može više i da nama ide sve. Normalno, probali smo, a smo vidjeli da su nam pružili ruku, pružili šansu i iskoristili. Mislim, to je bilo, još dan danas gledam ovaj snimak, ovih zadnjih 10 minuta i sam ne znam kako smo ovo stigli. Tako da. Од сите надпревари на кои што настапивте на Мундијалот во Франција, кој ви остана во сеќавање најмногу? Ne znam, stvarno ne. Ne znam. Дали оние мечеви што беа во нокаут рундата од осми на финале, четвртфинале, полуфинале, па
утакмицата со Хрватска или можеби некој надпревар од фазата по групи, каде што имаше можности за тактизирање? Па да, то, мислим, ја никад нисам био човек кој би тактизирao. Ја победиш, izgubiš i после на крају у први фази видиш gdje si. Mislim, ako bi sad u prvi fazi nešto gledao napred i to nije loše. Uvijek se ti nešto desi da poslije nije dobro. Igraš svaku utakmicu, pobjediš i na kraju vidiš koliko ti je rezultat. Франција е светски првак, повторно. Очекувано ли беше Франција да дојде до светската круна? Pa dobro, reprezentacija Francuske je jako jaka, mislim, igrali su doma, šta da kažem, ja kažem da su pobjedili zasluženo. A sad je pitanje opet šta bi bilo kad bi bila tu Danska, Njemačka, mislim, ne znam šta bi, ali kažem na predstave što su ih dali, što su pokazali, ja mislim da sasvim zasluženo. Ако Франција објективно и очекувано стана светски првак, кое е најголемото разочарување на мундијалот според вас? Pa, ne znam, puno je reprezentacija ko bi morali, mislim, sad vidimo u finalu igrala Norveška, mislim, mi smo ih izbacili iz kvalifikacija, a ovi u finalu igra, tako mislim, to se sve može desiti, tako da ne smemo zaboraviti ni Šveđane, mislim, bili su skoro zadnji na olimpijskih igara, sad vidimo igraju bolje i sve brže. Puno je takvih reprezentacija koje, mislim, zaslužuju da igra finale, ali tako je, mislim, to je igra i zavisi tu i od sreće. Имате 30 години, 4 клуба во кариерата, доаѓате од Бундеслигата во Загреб. Долго време сте во ракометот и сте присутен на европска светска сцена преку репрезентацијата. Игравте и на европското последно првенство и на Олимписките игри во Рио и во Франција. Кога вака ќе погледнете ракометната мапа, а кога се во прашање голманите, кој е ваш инспиратор? Kao ko osoba ili ko... Да, као голман. Pa kao uvijek sam kazao, meni je bio Dejan Perić uvijek ikona, mislim. Ja sam imao priliku da ga upoznam, bio sam blizu njega, branio sam pored njega, tako da on je svetski golman, imao posebnu taktiku, posebni stil branjenja, dobar čovjek, tako da on mi je bio prva, a drugi mi je bio Thierry Omeyer, tako da on je isto golman koji je puno dao za rukomet, dobro branio skroz cijelu karijeru, tako da to sta dvojica koja sta najbolje, mislim, za mene. Во македонската репрезентација отсуствуваше Борко Ристовски, тој брани за Барселона. Одлуката на нашиот селектор беше да не го поведе Ристовски на мундијалот. Какво мислење имате вие за Борко Ристовски? Pa dobro, on je uvijek pokazao da je dobar golman. Branio je u Rhein-Neckar Levnu, ako ti braniš u Bundesligi u Barceloni, ti ne možeš biti loši golman. I to on baš me iznenadilo kad sam pogledao reprezentaciju Makedonija, a njega nije bilo unutra. Tako da ne znam šta je bilo, zašto nije bio tu, a mislim da mi je on puno falio. Од Горење преку Целје до Либеке, Загреб, каде најубаво се чувствувавте во кариерата до сега? Pa ne znam, ja uvijek kažem, uvijek je ovaj feeling kamo ćeš naprijed. Mislim, ja mislim da idem polako i da, ne znam, za 2-3 godine dođem na vrh. Mislim, tako si ja želim i nadam se da će biti da ćem tu u Zagrebu pokazati najbolje partije i da se kroz Zagreb idem u top lige. Која е најголемата желба на скок во кариерата? Pa ja kažem Bundesliga, kako me pitaš za to. A to je najjača liga i tamo je puno gledatelja, navijača, sve se vrti oko rukometa, puno ulaže u rukomet, tako da jako su napredovali. Sad ni Francuska nije slaba, nije loša, tako da to su dvije zemlje koji
si želi svako odigrati u njima. Sosema za kraj, Champions League, Liga na šampioni, Zagreb има шанси да оди у нокаут рунда. Која е објективната сила на Загреб оваа сезона во Лигата на шампионите? Pa normalno da imamo, mislim, šanse su, ali treba to pokazati na terenu. Mislim, ako nećemo to pokazati na terenu, ne zaslužimo se. I ja kažem da moramo pobijediti sve. Da li to dođe Barcelona, da li to dođe Paris, mi moramo sve pobijediti. Mi moramo verovati u to. I ako ne vjerujemo u to, neko verujemo u sebe, ako nismo tim, nećemo doći daleko. Tako ja se nadam da ćemo sad nakon ovog poraza u Metalurgu, da neće to nešto psihično, nešto na nama napraviti, tako da ja verujem u naš tim, u naš stručni stožer i samo najbolje. Со Словенија, би сакале ли некој нов медал од големите надпреварувања од Европско првенство, од Олимписки игри? Словенија игра континуирано и на европски и на светски првенства и на Олимписки игри. Што е она што и недостасува на Словенија како ракометна нација? Dobro, uvijek se igrao neki školski rukomet. Dobro se radi sa kadetima, mladincima, tako mislim, dobro se radi. Nema puno para, ali se svejedno radi i to se mora negdje vidjeti. Igramo dobro, uvijek se kvalificiramo na neka velika takmičanja. Sad smo osvojili medalju i to je neka nagrada i za sve ono što smo radili, ne znam, 10 godina. Господине Скок, благодарам за времето што го одвоивте. Не ве памтиме подобро со оглед на вашата улога на мечот меѓу Словенија и Македонија, но ви благодарам за времето што го одвоивте. Се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја друга прилика. Hvala vam. Благодарам.